Општина Кочани дозвола за изградба на хидроцентрала на Мала река мора да издаде, потврди денеска градоначалникот Николчо Илиев. Во целиот овој процес, лицето кое има добиена концесијата ги има обезбедено сите потребни документи кои ги издава надлежните министерства. То значи дека сите надлежни министерства ги имат издадено сите потребни документи на концесионерот и со тоа се остварени сите услови за почеток на градба на малата хидроцентрала. Општината овде е само следбеник, односно исполнува она што мора по закон да го направи. Иако на седницата на Општинскиот совет во понеделникот повторно донесе многу аргументирани дискусии против нејзина изградба, очигледно иницијативата за нејзино стопирање доаѓа или предоцна, или пак не била водена во правилна насока. Ние заклучивме дека целата постапка е нерегуларна, дека не е имало јавна расправа, која што како општина претходниот градоначалник тврди дека имало и истиот има дадено позитивно мислење по однос на хидроцентралата. Во консултација со стручни лица се поставува прашање како е можно на такво место да се гради хидроцентрала кога капацитетот е доста мал. Значи ли ова дека иницијаторите, губејќи оваа битка, ќе се откажат и од други активности поврзани со заштитата на животната средина? Ние се до исполнувањето на сите законски регулативи во врска со изградбата на хидроцентралата ќе се бориме против нејзината изградба и за заштита на животната средина. Секако дека продолжуваме кон нашите зацртани цели во врска заштита на животната средина. Овој епилог, освен Кочани, веројатно добро нема да го примаат и граѓаните од Турско Рударе, каде исто така во тек се граѓански активности за стопирање на изградба на хидроцентрала на реката Шталковица. Ние ќе продолжиме да се бориме сега, колку ќе се избореме, не знам. Ќе продолжиме сега. Планират се протести, блокажи на патови и тоа. Друго нема ништо друго. За кога тие би биле планирани? За близко иднина или? Да, близко. Да.